Денеска е првата конференција на Сдруженијето на енергетика. Значи, ова е наша прва работна средба после конституирањето во месец февруари. Денеска ќе разговараме за повеќе теми од енергетиката, од енергетските сектори. Имаме различни теми. Имаме теми од модернизацијата на мрежата на ЕВН, имаме дел ќе бидат посветени на инвестициите во ЕЛЕМ. Ќе се осврнеме и на некои теми од енергетската ефикасност. Ќе има некои информации за актуелната состојба во нафтениот сектор и ќе има исто така поедини теми што ќе се занимават и со гасификацијата. Гледате самите, слушате и самите и гледате дека имаме повеќе теми. Тие повеќе теми се од различни сектори, меѓутоа сепак сите имаат некој свој заеднички именител, а тој заеднички именител се разбира одржливоста на тој енергетски сектор, како ќе функционира во иднината, некои прашања кои треба да се решаваат во овој момент и слично. Се разбира, во самата енергетика пазарните услови диктираат многу работи, ги диктираат цените, диктираат различни други работи и секако дека тој одржлив развој е невозможен без инвестиции, за кои што и денеска ќе зборуваат моите колеги, и секако во самите теми и во сите други дискусии ќе се осврнеме и на некои прашања од регулацијата, на цените и на се друго. Затоа што, верувајте, без почитување на пазарните услови, на цените и на сите други работи, е многу тешко да се плива во овие води. Како илустрација, јас би ви навел дека некој од работите би ви навел дека, да речеме, самата потрошувачка на електрична енергија, која во минатата година, согласно извештајот од регулаторната комисија, покажуваше дека онаа најболна категорија на домаќинства е повеќе од 44%, тоа значи дека голем дел од електричната енергија трошат домаќинствата, а од тие вкупни 44%, голем дел се трошат за грејење. Значи, овдека ние ќе разговараме во однос на тие аспекти за наоѓање на алтернативи, наоѓање на намалувањето на овој процент на трошење на електрична енергија, се разбира во однос на грејењето. Тие алтернативи ќе ги бараме во гасификација, ќе ги бараме во инвестициите во енергетските извори и слично.